Повикани гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, ова е Добриот доктор. Кои алергии се актуелни овој период? Какви компликации може да направат кај децата? Колку долго треба да бидат под терапија? Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е доктор Татјана Баевска-Вучковиќ, специјалист педијатар, субспецијалист пулмоалерголог. Доктор Баевска, добре дојдовте во Добриот доктор. Благодарам на поканата. Добар ден до вас и до гледачите на телевизија Сител. Знаеме дека алергиите се актуелни речиси по текот на целата година, меѓутоа овој пролетен период, кои се оние алергии кои што се баш во моментот онака најпрепознатливи? Да, значи во литературата воопшто и во сите, така кажам, алгоритми и протоколи што се, атопијата како алергија, значи представува една состојба на генетска предиспозиција на создавање на специфични IgE антитела во однос на предизвикувач, а тоа е алергенот од надворешната или внатрешната средина и представува една комплексна ситуација и состојба на интереакција на гените со факторите од средината, дали е внатрешна или надворешна. Во овој сега период од годината, значи сезонските алергии се присутни кај нас, согласно нели географската положба во други континенти, во други месеци се присутни, меѓутоа кај нас започнуваат од месец февруари со раноцветачки дрва, кои што се некаде до април месец. На нив се надоврзува сезоната на треви, која што е од април до јуни или јули, зависно какви се временските услови. И имаме доцна цветачки, значи растенија, кои што се некаде од крајот на месец август до октомври или ноември, зависно нели како е исто временската состојба во државата. Дали може едно дете да биде алергично и на раноцветачки, и на тревата, и на доцна цветички? Апсолутно да. Значи гените што проектирале, ние тоа само во текот на времето како поминува и како го следиме нели растот, развојот на детето и посетите ке својот лекар, може да се докажуваат алергиите, што е важно на пример, покрај тоа што е сега нели сезоната на алергии, едно дете може да има повеќе, значи генетски предиспозиции кога станува збор за овој период, станува збор значи за инхалаторните алергени, кои што кажавме како е редоследот, но покрај сезонските може да биде и на целогодишни алергени, како што се дерматофагите од домашната прашина, мувлата, епителот и слузницата од домашни меленици, тие спаѓаат во целогодишни, така да може да има комбинации и на сезонски и на целогодишен инхалаторен алерген, меѓутоа може да биде истовремено, посебно за децата до 5 годишна возраст, каде што воглавном доминираат алергени од храната, но воглавном даваат респираторна симптоматологија, како кашлица, течење на нос, ларингити, дури обструкции некои прават, така да може да има комбинација и на нутритивни и инхалаторни. Токму затоа е многу важно да еден пациент, дете, каде што имаме анамнестички податок дека едниот или двајцата родители се со алергија, кога е само еден родител, 50% има можност да наследи. Меѓутоа, ако се двајцата родители со алергија, тогаш веќе високи 75% има можност да биде носител на таа предиспозиција. Така. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашата денешна гостинка. Бидејќи споменавте дека може целогодишно, односно да биде нели со алергија во текот на целата година. Знаеме дека кај децата и настинките се доста чести, нели од 10 до 12 во текот на една година. Меѓутоа како да се правилно препознаат симптомите, да се дијагностицира, затоа што тоа може да кашла и во јануари, па да продолжи кашлицата и во април, и во јули, и во август, и без потреба да прима некои лекови кои што можеби не се недокажана алергија, така да кажем. Одлично прашање кое што заслужува вака едно сеопфатно објаснување за јавноста, значи која што не следи. Меѓутоа и за колеги, млади колеги кои што започнуваат со работа и работат со деца. Значи многу се слични симптомите кога станува збор за респираторниот систем, со кивање, со течење на нос, кашлица, обструкција,
Меѓутоа, искуството, покрај литературата, искуството покажува дека сепак диференцијално диагностички има разлика и затоа е многу важна таа анамнеза, значи да ги добиеме податоците од родителот, во којот период од денот се случува, дали кој ќе излезе во природа кажува дека му тече носето, ги чеша очињата, дали кога во зимските периоди е дома ќе легне да спие па почнува да кашла, значи сето тоа се информации кои што нас ни користат за да се насочиме што би исследувале и каков третман би се проследил, нели, согласно кога ќе докажеме алергии. Ова е многу важно, бидејќи во мојата секојдневна пракса што работам, многу деца се недиагностицирани. Фактички податоците што општо ги имаме, станува збор за субдиагностика во однос на алергиските заболувања кај децата, а знаеме дека на светско ниво се со високи 35% присутни и се најчеста причина за заболувања кај децата како алергиски заболувања. И затоа е многу важно да се направи таа диференцијално диагностичка анализа за да знаеме понатаму што да правиме. Ке многу деца се даваат постојано антибиотици заради кашлица, заради секрет, и сето тоа е всушност многу погрешно затоа што детето реално не е болно, самиот антибиотик е непотребен, значи ги знаеме бројките дека имаме оптеретување со антибиотици, а плюс дополнително ако не се докажи навремено да се третира, значи го троши дополнително имунитетот, па тогаш прави подлога за секундарни респираторни инфекти, дали се вируси или бактерии. Но и резистенција на антибиотици, затоа што пие без потреба. Пред да продолжиме, доктор Баевска, имаме гледачи, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Вака, прво еден поздрав до докторката и до вашата емисија. Ви благодарим. На линија е мајка на 10-годишно девојче. Добро. Кој што веќе по период се бориме со некаков, како што спомена и докторката, можеби недокажан тип на алергија. Се работи за појава на уртикариска реакција кај девојчето. Се ќе скратам за да не одземам многу време. Моментално е на терапија рупафин 10 мл еднаш дневно, витамин С и витамин Д. Што е причината генерално од сите направени анализи, да речеме, нема некоја конкретна причина зошто тоа се појавува. После вирусна или бактеријска инфекција во месец декември, веќе тоа се, да речем, се активираше и од тогаш не е престанав. Доколку девојчето во рокот од 24 часа не се напие од сирупот, алергијата се манифестира на делови од телото, баш како уртикарија и тоа е секојдневно така. Сите анализи кои што се направени во однос на храна и респираторни и нутритивни алерготестови, сите биле негативни, немало реакција на ниту еден реагент. Панели кои што сме ги правеле во однос на бактериски инфекции, додека била болна, да речам, покажале некоја бактерија која што циркулира во организмот, меѓутоа со антибиотска терапија и таа се решила, се исчистила, меѓутоа состојбата се уште не е совладана, да речам. Така. И јас ви благодарам многу за јавањето. Да. Знам дека има широка палета нели на алергени што треба да се проверат. Апсолутно. Уртикаријата спаѓа во една од посериозните клинички манифестации на алергиска состојба. Комплексна е состојбата. Ќе се потрудам колку може вака нели телефонски со ваков анамнестички податок. Значи имало интеракција и на присуство на инфект. Детето примало и антибиотик. Например, уртикарија како клиничка манифестација најчесто може да биде манифестирана од храна. И токму како што кажа мајката, шетаат осипите, тоа е всушност присуство на алергенот во циркулација и како циркулацијата нели низ телото циркулира, така се манифестираат и овие состојби.
Значи храна може да биде причина, може да биде антибиотик причина, така да во периодот до сега, например, тоа што примало детето, единствено на клиника за дерматовенерологија, само таму се тестира, значи, антибиотик, алергија на антибиотик. Фактот што кога ќе даде антихистаминик се повлекува, значи сепак има некоја алергиска реакција. Исто така, по литературата постои алерджи, нон-алерджи. Значи имаме алергиска реакција, не го докажуваме алергено, значи може да биде некоја вазомоторна ситуација, емоционална состојба, при стрес, при физичка активност може да се случува, иако се ретки тие појави. Меѓутоа, секако треба поопширно, например, да се иследи ова дете. Исто така и вирусните и бактериските инфекции знаат да дадат осипи по телото, меѓутоа тие при давање на антихистаминик не поминуваат, туку кога соодветно се третираат со антибиотик или некој антивирустатик, тогаш се повлекуваат. Така да во тој период се направени интерреакции и на некоја алергиска генеза, меѓутоа и на инфективна. Значи, доколку не слуша гледачката, да направат алерготест на антибиотици, можеби некоја друга палета или некој други палета за храна, за се Исто најде. така може да биде и од некои адитиви, конзерванси, бои во храна, кои што за жал тие не се докажуваат, меѓутоа може да бидат тригер фактор, кој што при одредена состојба може да развие уртикарија. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Добар ден, Саничка. Добар ден, повелете. Да ве поздравим од срце и докторката, да ви кажем, стално ве гледам, да се ви сретни празниците, се да ви биде убаво, уште се нели е празници. Вака да ви кажем, ја унученца имам куп около мене, нек се живи и здрави, едното ме тој постарото алергија, знаеш, и сакам да прашам дали алергијата е наследна, ама испитаа свете од јајца, од маче, зашто ја околу куќа, мачки, кучиња, деца, што да ви кажем. Но сакам да го прашам докторката дали е тој наследно и ја еве више сам стара у години што се вика пензионерка, нек сам си жива и здрава и вие да си дочекате, сама да си се пофалим. Да го прашам докторката, мене нон-стоп носот ми е ладан. Колку да се утоплуем, да ставим си шарпа на вечер, онака не ми е ладно, ама носот некако нон-стоп ми е ладан, па да не е тој некој болест, да не е некоја алергија. Бидете ми живи и здрави, да бидем кратка, зашто многу Ви благодарам многу за јавувањето. Да, алергиските заболувања се со генетска предиспозиција, се наследуваат. Да, тоа го споменавме, може се вклучила подоцна. А инаку состојба на студен нос, тоа во главном не е поврзано со алергиски заболувања, веројатно станува збор за нарушена циркулација и евентуално специјалист по уво, нос и грло да се посети. Така да, нарушената циркулација знае да даде и ладен нос, ладни раце, ладни нозе. Имаме гледач, повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Ќе ве молам, од Битола си јавуваме едно прашање до докторката, дали може да поставиме. Повелете. Имаме чупенце 6 години. Добро. Нон-стоп е како настинато, мрцулаво, нон-стоп со тие шприцеви во носето, со ширупчина, со ова, со она. Дали може нешто алергија да има чупево? Не може нон-стоп да стинато оди в градинка. Една недела, ќе оди 2 недели е дома. А што е проблемот, јас не знам, а никој ни алерготест да му рече да направи, да видат нешто, да не е со чупенцето, да нема некоја алергија од нешто, од некоја храна, било што, или од лекарствата. Така. Ви благодарам многу за јавувањето, еве добро прашање од баба, предпоставувам, да. Значи, есенско-зимскиот период за децата е доста ранлив период, посебно за малите под 5 годишна возраст. Се имаат предиспозиција нели во колективи, затворени се едни во други, со близок контакт се пренесуваат инфекти. Меѓутоа, една е состојба кога се инфекти и респираторни заболувања, сосема друго е алергиски. Според она што го кажува, што го прашува гледачката, заслужува ова дете да се направи алергиско исследување. Би предложила педиатриски панел. Зашто? Бидејќи до 5 годишна возраст, како што кажав, доминира храната, дава респираторни симптоми, меѓутоа и најчестите инхалаторни ги има во тој панел, значи 20 храни се испитуваат и 10 воздушни алергени кои што се најчести во нашата држава. Храната како храна, она што го докажуваме во секојдневната пракса, доминира алергија на протеин на кравјо млеко, фракции на млекото,
а понатаму веќе се морски плодови, апетисани како лешници, бадеми, чоколадото исто, јајцето, така да сепак треба ова дете да има едно алергиско исследување за да се диференцијално одвои од овие други што ги има епизоди на респираторни инфекти. Пред да вклучиме следни гледачи, да се надоврзам на нашата гледачка, бидејќи спомена никој не им или посочил, не им кажал, кога кај педијатар ќе отиде, родители ќе носат дете кој што во текот на 2 месеци 3-4 пати го носат како настинато, нели, со течење на нос, со кашлење, со кевење. Кога е моментот кога треба навистина да се каже дајте сега да се направат одредени алерголошки испитувања за да видиме што е причината? Многу едноставно е, например, еве и за гледачите, меѓутоа пак ќе кажам и за колегите. Една од основните диференцијално диагностички, да кажам, симптоми е отсуство на температура. Значи, ако дете има течење на, може да е тоа и некоја настинка, меѓутоа и настинката е вирус. Значи, не постои настинка од промаја. Туку и еден обичен риновирус може да предизвика течење на нос и кашлица и да биде без температура. Меѓутоа, тоа поминува за 5 до 7 дена. Но ако кашла 2 недели, 3 недели, и подолго време, а нема температура, тогаш секако заслужува да се направи алергиско исследување. Например, во алергиските заболувања имаме 2 типа на клинички слики. Тоа се оние што се шмркави, кива, течење на нос, чешање на очи, меѓутоа се поврзува во период на сезона, излегол во природа и така натаму. И еден друг тип имаме на затнати, кои што немаат течење на нос, меѓутоа имаат голем оток на слузницата, не може да дишат, навечер им е отежнато спиењето и посебно за децата е тоа многу неподобно, затоа што нема квалитетен сон, па не може дневните активности да ги извршува и тоа е еден зачаран круг кој што додека не се докаже алергија и не се превземе соодветен третман, навистина е измачување и за детето и за семејството. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Вака, се јавувам јас пациент на диализа веќе 15 години. Меѓутоа, кој ќе ме уклучат и дека со хепарин одам и кој ќе ме уклучат некое чешање на ушите, на снагата. Дали е можно алергија од хепаринот да е? И нон-стоп носот како ми тече. Така, јас ви благодарам многу за јавувањето. Не е исклучено, бидејќи чешање на уши при апликација на терапија е очекува некогаш симптом, меѓутоа сепак како што кажав, има начин и ако е често, ако се повторува, има начин како може да се провери на клиниката за кожни болести. Така. И да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до емисијата и до докторката. Ви благодариме. Вака, јас сум мајка на 2,5 годишна девојче. Веќе година и пол во градинка, значи од кога почнавме во градинка, редовно на секои 2 до 3 месеци зелен секрет во носот има. Ниту кашла, ниту температура, значи ништо, единствено едно 5-6 дена и се чисти носот со некој зелен, темно-зелен секрет. И сега ме интересира дали е тоа бактерија, дали е алергија и дали антибиотик треба да се даде на такво нешто. А дали имате направено одредени испитувања, може би брисеви? Да, никогаш немала бактерија. Да, бактерија немала, значи, кажав, температура ништо, кашлица, само едноставно носот така, зелен секрет, цело време и тече и се чисти. Така, јас ви благодарам многу за јавувањето. Може би некојаш и заблуда дека зелен секрет секогаш значи дека е бактерија, дека треба антибиотик. Зелен секрет може да биде од застоен секрет, може да оксидира. Посебно ке малите деца, еве на оваа возраст, бидејќи се мали дишни простори, кога има обилен секрет, знае да ја промени бојата, меѓутоа ако брисот докаже отсуство, значи нема. Едноставно од самиот инфект или предиспозиција на организмот, нели, да создава таква боја на секрет. Алергија не станува збор за алергија, бидејќи ако има развиено клиничка слика за алергија, таа не може за 5 до 7 дена да ја снема. Едноставно многу подолго трае, така да мислам дека не станува збор за алергиско заболување. Така. Доктор Баевска,
имајќи во предвид нели зборевме какви се видови имаме на алергии целогодишни, колку треба да биде најмалку на терапија едно дете кај кој што е дијагностицирана алергија, колку најдолго, дали се случува и во текот на целата година да мора да биде под терапија за да нели се спречат симптомите? Така е, значи оние кои што имаат сезонска алергија се врзани со сезоната. Меѓутоа, најдобро е да почнат барем еден месец пред сезоната, за да биде стабилна слузницата, бидејќи ако не се почне на време, таа ќе хиперпродуцира секрет и сето тоа понатаму ќе се смири, меѓутоа треба време. Кога стартуваме за прв пат, кога сме докажале, минимум 3 недели треба за да се стабилизира таа слузница и да се смират тие антитела и на тој начин се ублажуваат симптомите. Зависно на што е докажано во период на сезонските алергии, во тој период на она што докажуваме како алерген се аплицира терапија. Под 2 до 3 месеци ретко се случува, меѓутоа ќе они и на пример може ако е на раноцветачки дрва и треви да биде од февруар до јуни, па да има после пауза, па ако има доцна цветачки да продолжи. Ако има плюси целогодишни, значи тука највеќе се дерматофагите од домашната прашина и влагата, мувлата или некое милениче во домашните услови. Тогаш треба да се почне од септември, затоа што највеќе веќе се престојува во домашни услови од месец септември до месец јуни, некогаш прекинуваме во јуни ако се стабилни децата до август, а последните гајдлајнси кажуваат дека треба во континуитет да оди каде што имаме целогодишен алерген, бидејќи временските услови се променливи и сето тоа може да влијае, бидејќи во лето при оние поројни летни дождови тогаш има експлозија на полен, па така да може да се направи екзарцербација. Ке оние што имаме докажан целогодишен алерген, треба да биде цела година. Значи постојано се под терапија. Имаме гледач, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до докторката. Ве молам едно прашање до докторката. Дали е можно, јас сум возрастен човек, 68 години, да има хиперфидроза од алергија? Се имам прегледано, се и во систина на крајот докторката ми рече некоја алергија имате и ми препиша таблети Алергра и Берлинти. Дали е то, јас никакви алергии сум немал, дали треба да се испита или што може да види да ми каже докторката? Так. Така јас ви благодарам многу за јавувањето. Станува збор за возрастен пациент, каде што очигледно според давање на антихистаминик има одговор и веројатно треба ке својот матичен лекар да се јави, да се направи алергиско иследување, да се види што е кој е алерген што предизвикува. Да, и тоа дека сме немале не значи дека немаме алергија затоа што не сме провериле, што значи во секој случај треба да се обрати кај матичниот. Имаме гледач, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Ве поздравувам. Ви благодарам. Имам едно прашање за докторката, дали има лек за таа пуста алергија? Детето не е сезонски алергично, меѓутоа алергично е на кикиритки и тоа во голема количина, ако е 0,6 толеранција, тоа има 6,8. Премногу и тоа внимава и ние внимаваме. Дури едно дете јадело кикиритки, смоки кај што имало кикиритки, го пипнало за лицето, тоа почнува веднаш да се гуши. Што е чарето да го најдеме ние тука? Така, јас ви благодарам многу за јавувањето. Ева, може да кажеме дека е посериозна. Кикириките спаѓаат во едни од најјаките алергени, кои што може да предизвикаат уртикарија, меѓутоа и анафилактична реакција и спаѓаат во алерген кој што може да предизвика и животозагрозувачка состојба. Кога ќе докажеме кикирики, посебно во висока концентрација, се започнува со еден режим на хигиено-диетски режим на рестрикциона диета, каде што 3 недели не смее да го внесува производот, се вклучува орален антихистаминик, се известува градинка или училиште дека не смее да се користи храна, за да детето се стабилизира. Значи, такво дете не смее да проба никаков производ каде што постои кикирики, дури и траги на кикирики. Од една страна, добро е што се знае конкретно дека е тој алерген,
така да ќе мора да научи преку своите родители да живее со таа алергија и дека не смее никогаш во животот да проба. Прашањето еве на бабата беше има ли лек, значи тоа е доживотно, меѓутоа да. Она што го спомена исто многу сериозно, што друго дете што јадело смоки, кај што има кикирики, кога го допрело настануваат. Значи детето што јадело смоки на рацете имало остатоци од смоките, кога го допрело бидејќи има висока концентрација, значи како што кажа бабата, со самиот контакт прави контактен дерматит. Значи ова дете не смее да помисли да проба кикирики или се што е поврзано со кикирики. Меѓутоа, доктор Баевска, терапија има, нели? Еве споминавте, значи се пие све, меѓутоа, колку е сериозно, односно може да стане сериозно, бидејќи значи тие треба секој производ да го читаат упатството што содржи, како содржи, дали може би има траги на кикирики. Мора, затоа што спаѓа, како што кажа, во живото загрозувачки алергени и она што е најважно, со секој нареден контакт на тој алерген, манифестацијата, клиничката манифестација може да биде поизразена. Така. И сега кога зборуваме за терапијата, ова е за кикирики, меѓутоа и за сезонските алергии, посебно оние кои што се целогодишни, па цела година терапија, дали терапијата после одреден период можеби треба да се направи промена на терапијата или останува на истата со која што започнал кога била дијагностицирана? Значи, како што кажав, минимум 3 недели треба за да се стабилизира. Во главном се дава 3, 6 месеци, 9 или цела година, зависи која е причината за алергиското заболување. Значи, се повеќе технологијата се развива и од првите антихистаминици орални, значи преку што се внесува, дали е сируп или таблета, веќе се развиени новогенерацијски антихистаминици кои што немаат седација, кои што се на некој начин безбедни, сепак е лек во прашање, меѓутоа безбедни. Покрај оралните антихистаминици се доколку за сезонските алергии збориме, па и целогодишен, ако има алергиски ринит или алергиска астма, значи се користат инхалирачки кортикостероиди, спреови за во нос, исто како пумпици за вдишување преку уста, кај што имаме алергиска астма. Значи, кога станува збор за овој вид на терапија, секој родител кој ќе слушне кортикостероид, првото прашање дали се безбедни. Апсолутно, тоа се едни од најдобрите производи што постојат во медицината, затоа што се локално, не влегуваат во циркулација и се безбедни. Например, ке децата, единствено последица може да биде 1 сантим помалце да порасне во однос на предвидената висина. Апсолутно друго нема никаква последица со инхалирачки кортикостероид. Се повеќе се користи тој третман, имаме и антилеукотриени, кога што при сериозни симптоми, кога не може да стабилизираме само со овој начин, се користат и антилеукотриените и нели врвот во терапијата е специфичната имунотерапија. Така да согласно состојбата, околностите се намалува, се зголемува. Многу е важно и родителите да ги следат симптомите, да бидат стабилни, да ги пратат при секое влошување навремено да се реагира, затоа што многу е важен квалитетот на животот на секој поединец, посебно на детето. Пред да вклучам следни гледачи, ве прашав за терапијата затоа што нели порано имаше, и се уште ги има, например, сиропи кои што се пијат само навечер затоа што може да терат на приспивање. Меѓутоа сега имаме нови генерации кои што можат да текат на денот. Се пијат. Значи новите генерации има и антихистамини кои што наутро се пие. Меѓутоа сепак според гайдлайнсите најдобро е инхалирачкиот кортикостероид да биде наутро, а антихистаминико да биде во попладневните часови, така успеваме 24 часа да го обезбедиме пациентот како безбеден. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало? Да, повелете, ве слушаме. Јас сум во програма, вака поздрав до вас и до емисијата. Ви благодариме. Имам прашање до докторката поврзано со областа во здравството. Вака 2014 кога се отвараше проектот Ало докторе, она беше заедно со министерот Тодоров, мислам дека во таа комисија за здравство. Ме интересира дали има од сегашен аспект и од сегашен нагол, дали има информации, дали повторно ќе се отвори таа услуга. Така. За која комисија? За Ало докторе. Ало доктор. Да.
Така, јас ви благодарам за јавањето, не знам. Да. Кое би било вашето размислување? Се затвори, нели не функционира повеќе таа линија, очигледно им е потребна на граѓаните за да може да... Па јас би истакнала дека многу се помогна со Ало докторе, иако наведум на почеток како смешно некако се доживуваше. Меѓутоа дојде од иницијатива секој еден, нели, се јавува ке некој што е доктор, што го познава и Ало докторке вака и вака е, што можам да направам, и од тука фактички преде на некој начин во како служба Ало докторе, бидејќи работеа колеги доктори, така да, специјалисти имаше во одредени области и се прави на некој начин триажа и му помага на пациентот каде да се насочи, бидејќи низ годините се повеќе сме сведоци дека некогаш е многу тешко да се дојде нели до белиот мантил, меѓутоа би истакнала дека во тие години во неколку пати дури спасивме живот на имаше планинари со каснување од змија, па каде да се упати, па тргна возило од Радовиш здравствениот дом да ги пресретне, да се аплицира тој серум и се спаси живот. Секако плюс беше пример во секаде во Европа, прво се јавуваш, се прави триажа, па потоа те насочуваат каде треба да се... Да, меѓутоа дали повторно ќе се отвори, тоа секако ќе ги прашаме здравствените власти. Имаме гледач на линија, повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Ало? Да, повелете, ве слушаме. Имам прашање до докторката. Повелете. Значи, пред еден месец скоро, до сега на ништо не сум била алергична. Пред еден месец ми се случи, имав многу чешење на грло. Скоро цел месец кашлав, многу кашлав. Имав чешење на грло, на уши, на очи. Пиев рупофин за алергија. Не сум до сега испитала алергија, чекам да помине малку дејството на лекарствата што ги примав. Дури од кашлањето што го имав, една вечер почнав да се гушам и бев овде на брзата и имав ослабнато дишење. Дали може од алергијата да се јави, например, ослабнато дишење? Така, јас ви благодарам многу за јавањето. И добро прашање за да дефинираме дека генетската предиспозиција, кога и на каков начин ќе се манифестира алергиско заболување, останува само времето да покаже. Значи, атопијата како алергија започнува со атописки марш, уште ке доенче со 2 месеци, каде што клинички прво се манифестира како атописки дерматит, а понатаму во животот која клиничка слика ќе ја има, тоа никој од нас не знае. Пациентката на некој начин имала среќа до сега што немала клиничка манифестација, меѓутоа гените ќе не ја проектирале дека треба сега да се развие. Симптомите што ги кажува и во временскиот период што е сега сезона на алергии, многу веројатно е дека упатуваат на алергиско заболување кое што треба да се обработи, веројатно се инхалаторни алергени, а сите симптоми што ги наброи, каде што нема температура, нема докажан инфект, веројатно сугерираат за алергиско заболување. Во секој случај треба да направи испитувања за каква алергија станува збор. Така ја се надевам дека гледачката го слушна одговорот. Доктор Баевска, како да се научиме да живееме со алергија? Добро прашање. Значи, кога станува збор за децата учат од родителите. И понатаму, кога тие ќе станат возрастни, многу веројатно е, како што кажавме, да имаат и дете со алергии, така да ќе знаат како да го третираат. Јас имам веќе пациенти кои што самите родители се паталци, нели? Па знаат како да пристапат. Меѓутоа, секако покрај анамнезата, прегледот и следувањата, многу е важен и клучен е советот и препораките, бидејќи треба да го знаат тоа родителите, со алергија се живее, само треба да се научи како да се живее. Превенцијата е клучна, значи да се започне навремено, да се почитува моментот доколку се докаже некоја храна дека не треба да се користи, да бидат известени предучилишна, училишна установа и детето ни животот како расте, самото веќе ги превзема сите тие
совети, едноставно продолжува да се грижи само за себе, бидејќи квалитетот на живот е многу важен и безбедно е да се живее со алергија. Така, значи со алергија сепак, како што кажавте, може да се живее, меѓутоа времето на денешната емисија ни помина, имавме навистина еве доста гледачи, одговоривме на многу прашања и јас ви благодарам што бевте моја денешна гостинка. Благодарам и вас на можноста за учество на емисијата и се надевам дека корисни бевме за гледачите. Да, советите секако се корисни за сите оние, имајќи во предвид колку е честа алергијата и колку многу лица страдаат, посебно и децата со алергии. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно утре во истото време. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.